you can tell по мојата насмевка дека одам на многу убаво место, на место кое што долго време го очекував. Идам да се оперирам на операција. Али вистината е дека стварно долго време го чекав. До сега не познавам човек што ја правил оваа операција на 29 години. Сите што ја правеле оваа операција ја правеле на, не знам, 15, 12, 8, 2 месеци. Вајда не 2 месеци. Да бе, 2 месеци некој на бебиња као се раѓаат и одма. Да. Идам да правам сунет. Не знам како се вика обрежување. Вистинската причина е дека сменив религија. Заебам. Вистинската причина е дека курот ми е многу голем и мора да ми го сечат. Чекај да ги кажам сите форици. Вистинската причина е дека, мислам, здравствена, вајда логично. Не сум нешто болен, али сакам да сум болј, кои секат. И ова од секат сум го кажувал, као факт за муслиманите. Чекај, уште една фора не кажав, учај сум израснат. Actually, сум знаел од секојаш, нели, на муслиманите и на евреите, вајда, и не знам дали уште некој име самата религија, као правило, нели, да направат сунет. И не знам, тоа на која биле бифови, национални, религиозни, се кажувало као джоук, ама ја увек сум ги бранел нив, што се вика, нели, ја не сум муслиман, али сум ги бранел нив затоа што со аргументот дека стварно е по-хигиенски и по-здраво да имаш направено сунет, отколку да немаш направено сунет, од проста причина што у курот се собираат доста прљавштини и може да дојде до болест наречена фимоза. Ја немам фимоза, не ми дошло до тоа, али имам имам голем потенцијал за тоа и имам доста опасност да ми се деси. Така што препорака од доктор ми беше, вика, дечко, ако не сеа, за 3 години, за 5 години, кога тогаш ќе треба да ја направиш операцијава, така што порано тоа подобро. Тоа порано моето еве го се видело порано. Добро бе, доста рано беше откако ти кажа, ајде? Да, доста рано откако отидов на испитување. Па тоа откако ти рече можеш и по 3 и по 5 години, ти по 2 месеци закажаш, а? Па на 3 или првиот доктор кај што бев у април. Тој не е коментиран. Сега е февруари. Да. Значи бев лани у април и првиот доктор буквално ми го зема курот, ми го отвори и мене, знаеш, као не ми е навикнат на такво понашање, као на грубо понашање. Јас сум нежно момче, као сум имал вкупно 3 девојки до сега во животот, 2 пред Кике и Кике. И сите од секојаш сум ги учел како да се понашаат нежно со мојот кур. Ето што геш прав. Да. И затоа никад сум немал проблеми. Мислам, не сум се разебавал многу тие девојки. И така што не ми трпел курот многу грубости. И овој докторов првиот, као таму беше пред пензија, мислам дека го молеле да отиде на работа, као уопште не му беше желба да биде таму. И ми го отвара, као мене ме боли, као не, чекај, што? Ми го затвара, операција. И толку си отиде. И ракавицата ја вади. Ја вади и толку фрла, као брат, викам, чекај да те прашам уште секунда, као викам, имам нешто тука. Ништо не ти е. Операција. Стварно ме истравматизира. У ремедика беше ова. И мојата бистра глава после неколку месеци отиде повторно во ремедика. Али кај друг доктор и овој пат со врски у приватна болница, се разбира. Тоест и првиот беше со врски, затоа што мислам веќе глупо е да се кажува со врски. Не беше со врски, по препорака беше. Препорака, али врски у смисла за свети требаат врски. Као ти треба еден леер на врски, ако немаш, као ништо не си у Македонија. Ти треба втор, па трет, па четврт левел на врски за да нешто поише. Али ова беше прв левел на врски и толку добиваш од прв левел на врски да воопшто те прими. И пак отидов со само прв левел на врски, али овој пат као замолив, као те молам да не е докторов идиот. Разбираш, као да ми посвети внимание и да ми направи еден муабет за да
Стварно ме травматизираме, разбираш, ја од април до кога бев нареден пат? Ноември, декември, така нешто. You felt violated. Скроз. Потресен беше. И така ми требаше некое време за рекавери од докторот за да се вратам у нормала. И стварно се погоди така по нормален доктор. Фин. Не знам дали ќе ми го дадат делчето. Не знам дали е вистина ова. Некој муслиман нека ми каже ако знае дали вистина делчето од сунетот се чува и после се става у супа. Која што јаде цела фамилија. Сигурно не е вистина. Не знам. Сигурно не е вистина. Не знам, стварно не знам. Јас, мене знаеш дека све ми е нормално. Као ништо не може да ме чуди. Сите работи ми се нормални. Ја замалам да ми го дадат, мислам и да супа, да, мислам ако ми го дадат 100% го ставам у супа. Ако не ми го дадат, ќе се збогувам, веќе се збогував, така. Вчера. Требаше више вчера да се дешава срањаво, бев на тестирање за дали сум eligible да ми ја прават операцијава, дали смеам крв ми испитува здравствено, да. И се договорив уште пред месец и пол да биде за вчера, ама докторот валјда не му беше толку битно тоа. Али реалноста е тоа, мислам да бидат живи и здрави сите доктори што ги имаме. Се надевам само дека се ќе биде уред. Не ми е дефинитивно страв. Бев спремен и сум спремен дека ќе ме боли некое време, што не знам точно колку е тоа време, али може да варира од 3 дена до месец дена, вајда. И јебе сум спремен на тоа, ќе си седам, ќе си лежам, ако можам да работам, дај Боже да можам да работам, окей, ако не, ќе лежам, тоа е, знам дека само треба време за стварите. Ако на телефон ќе го едитираш влог. Што нема што да се едитира, толку е ро видео, пуцам, мислам, едина ствар е дали ќе се разбудам. Па не, ама мислам, не дека мислам дека нема да се разбудам, ама реално е целосна анестезија. Не може да не се разбудиш, ајде. Да, еднаш сум... Ти кажа дека многу мала опивка ти даваат, пошто прекратка е операцијата рутински. Не е нешто тешка хирургија. Ја, мислам, еднаш сум го ме анестезирале у 6-то оделение на 12 години кога скршив рука. И така бев под целосна анестезија, ама тоаш не ни знаев дека ме анестезираат, така што беше многу полесно, буквално ми ставија таква. Дишам, број до 10, ја броев така до 11, 12, може да издржав и толку ме снема. Али стварно не знаев, сега заебаното е што знам, дека што боле многу често да не знаеш. Може нема да дишиш се? Со диши се прави се таа? Па мислам дека да, пошто ја прашав таа сестрата таму што ме... Таа ме праша дали, да, не, анестезиологот после дојде. Таа сестрата први што ме прими. Не ми кажа дека сега ќе биде такво, туку ме праша дали некад си имал целосна анестезија, ја реков да бе да такво, нели го објаснив, кој се што го објаснив такво, викам со дишев у тоа, вика да таква. Така што валјда ќе биде такво, али сеедно што и да биде, дали тоа, дали инекција, ќе биде јако да е тоа, многу е такво DMT experience. Така се превртуваат очите, толку те нема, заспиваш DMT, сонуваш, валјда, не знам. Ќе ти кажам после. Wish me luck и помалку болка и yes. Сјако момче Иванајце. Да го профункционираме. Куров. Кој што заслужува, мислам, не дека не ми е функционален ми е, ама кој што кажам. Може боле. Никад не одбивам да сум боле. Ту и онес најголем предизвик за предоперацијава ми е што треба да идам гладен и жеден. За глад некако издржувам, ама за жед знаеш дека сум јебени зависник од вода. И немам пиено вода, се наклjuка вчера пред спиење. Ама толку станав и измочав и сега сум empty. Мислам, така се осеќам ја, не дека телово нема да ми издржи, као знам дека ќе издржам, не е проблем. За 10 минути више треба да ме пукаат со анестезии, со свашта. Така што нема да ни да знам дека сум жеден. Али да, мислам, доста логично што треба да бидам жеден, што ако сред операција фатам му се измочам. Вајда не можеш така. Не знам која е причината, ама тек ми стават инфузија, вајда сето тоа ќе ми го одржи телото и живот, само што мојата зависност од вода е поголем проблем.
апостоли, само 2 апостолки. Okay, now it's me on my own. Додека го чекам Ивче. И нормално, пошто сум the emotional freak that I know. Мора прво, во првиот момент од како излегов, да излезат сите емоции од мене, за да можам најбрзо што можам да се сталожам, за да му пуштам само добра и позитивна мисла. Мислам, јас ја имам добрата и позитивна мисла цело време. Ама така, самиот момент дека еве се деси разделбата, каде што он мора да влезе таму, а јас сум таа што сега ќе седи у кола и ќе прави шо све не за да го утепа времето. Не шо све не, нема врска, си спреми все, си ги седов сите џурнали, сите планери, сите книги, сите тетрадки. Може и ќе шетнам, пошто секако он кога ќе заврши со операција не ни прашав колку е кратка, пошто цело време кажувате кратка, ама не прашав колку е, чисто за да не си стварам тензија у глава и да го гледам константно саатот и да бидам као, еве пола саат помина, уште се немаат јавено. Саат помина, уште се немаат јавено. Затоа не сакав да прашам, само ги замолив да ми се јават одма шом заврши операцијата. Пошто сакам да знам, пошто после операција ќе треба 2-3 сати, може саат, не знам колку, да лежи таму интензивна нега додека се опорави, нели, се врати при себе и се разбуди. И тие сати ќе биде одделени, нема да можам одма да си го земам, така што ми предстојат можеби 3-4 сати соло тајм, само битно ми е да бидам известена дека е се окей, завршена операцијата, ќе чекам колку и да треба. Окей, полесно е вака кога ќе го изборуваш. И ќе го изџурналам, нема врска, ќе си чучнам сега негде да џурналам, пошто ги сортирам така мислите и затоа џурналинг ми бил лекот за многу ствари во животот, откако го открив, сум му благодарна, пошто ако останам во себе и во своите мисли, многу често знаат негативни мисли да надвладеат, само заради тоа што им придаваме до толку значење. Вака, откако ќе ги изборуваш, дали сам, дали со некого или ќе ги испишеш, you see things more clearly in your head, као не се фиксираш само на една болка, страф, anxiety, паника или било што, туку можеш по-смирено и по-реална слика да имаш за работите. Многу често ми се случувало да се чувствувам да чувствувам болка, повреда, тага некој и да почнам да пишувам у дневник и да сватам дека као после 3-4 страни испишани, кај јас детално објаснувам се што ме мачи, зошто ме мачи, као дали сама го процесирам, као го проџвакувам и сваќам дека окей, ова е глупост. Окей, јас можда тука сум избрзала, окей, не е толку сериозно колку што сум си го представила. И знам дека и сега ќе биде така, еве као колку 3 минути зборам и веќе ми помина минималното тука што го видов Ивче преслечен у таков гаун и замина. И знам дека ќе ми се врати. И ќе си го чекам, пошто го обожавам и му се дивам на храброста и му се дивам на решителноста и константната желба да биде подобар. Одиме на дружба со себе. Колку сум среќен што во животот научив да медитирам. Медитација е права ствар, жими све. Ниедна дрога, ниедни лекарства, ништо не може да ме смири толку инстантно, да ме опушти, да ми даде клерити, да ме спреми за све што следува. Окей, сега кога официјално знам дека веќе влегува на операција, можам да се напијам голтка вода, пошто до сега од Сабајле, од солидарност, јас не пиев ништо, ни јадев ништо. Ама пошто мене ќе ми треба повеќе енергија, пошто ќе го чекам тука, него валјда ќе му дадат инфузија и ќе треба да возам и да бидам спремна и све. Не ни зедов храна, имам едно протеинско барче и ранет само, ама да, ќе се напијам вода. Мислам дека бев доволно солидарна и сега ќе си чекам да ми се јават за да си го земам Ивче назад.
Водици. Те сакам, Ивче. Помина саат и нешо, откако знам дека тргна на операција. И малце почна да ме кикнува некоја мини нелагодност, што успевам да ја контролирам, пошто иако не прашав за време, некако ориентационо главава си бев кај па за саат време сигурно ќе биде готово и сега веќе има саат време поминато, иако овој саат ми летна, си медитирнав ја во кола, си работев на некој yearly reflection тука, и тек сега земам да јадам. Ама just continue being here. Ќе му дозволам на времето да си го земе времето и да дојде информацијата дека операцијата е завршена и се е во ред до мене. Ама мило ми е што свесно ги нотиснувам овие мигови на мини anxiety во мене и знам како да ги смирам, знам да ги скротам, пошто во принцип ми е мирна душата за ситуацијава. Се гледаме со следен апдейт. Да, и тоа. Мило ми е што имам научено како да уживам во сопствено друштво и како да се слушам себе и да се регулирам себе, пошто порано знаело да ми биде многу понелагодно или само да бегам и да барам излез во други ствари за да го отепам времето. Се слушнав преска со тато, си правев муавет со тато, пошто муавет со тато по телефон и било кога муавет со тато мене ми е медитација. И медитирав, нема врска, ама муаветите со тато ми се исто ко медитација. И не знам, ме успокојува секогаш. Секогаш ме успокојува. Пошто не познавам човек што е толку добар лисенер како тато. Секогаш знае да те ислуша, да те остави да бидеш тоа што си, да се искажеш до максимум што сакаш, за после да даде негов инпут за ситуацијата. Го обожавам. Така што I'ma keep being me in my own company. Извини, едно прашање. Тоа делчето ми го зачува? Не знам. Како сте се договорили со доктор? Па не знам, не зборнав никад, заборев. Па не, сигурно не. Не знам, стварно. Добро, окей. Ајде, кога дојдете понеделник на контрола, ќе видите со него. Да прашаме, не можеме. До тогаш ќе го нема. Никаде нема да можеме да го пронајдеме. Добро, нема везе. Ви значи? Да, става му супа. Така ми кажеле дека ги ставаат, јадат цела фамилија. Се будам од сон, се наспав. Не дека не бев наспан, ама вајде цената беше вклучено и drugs and shit. Би кажал дека everything went smoothly, само што не знам. Моментално сум преврзан у завои, кој што првично ми изгледа како да ми е пресисан, пресушен. Али, ете, сестрите ми кажаа дека тоа ми е преврска, така што не ми е страв. Имам некои болки кои што најверојатно ми се од хиперсензитивноста, пошто не сум навикнат на ова страње. Не знам, можда worse is about to come, само што не ќе намислам на тоа, затоа што, како што кажав, у секој случај бев спремен на све ова. Бев спремен на болка и на повеќе болка од ова, така што ако дојде, окей. Ако не дојде, уште по-окей. Не знам како да покажам повеќе палци. Се една рука. Не ми замерувај, можда уште сум под инфлуенс.
Не знам како функционира ДМТ, ама Да, оно и ова не беше ДМТ. Ова беше стварно само самоуспивање. The thing is, за прв пат у живот се гледам главицата надвор без јас да превземам нешто. И ми е малце чудно. Имам проблем, не знам што кликнав, не за отпустов. И сега ми стои као дека е примен по одел за анестезија. И отпуштам. Валјда не е ова за мене. Apparently ќе треба да се навикнам, затоа што до сега цело време ми беше како да кажам, затворен, како некоја бариера и ќе ти кажам искрено, секој пат кога сум имал секс, не ми било толку пријатно, као да, овертайм ми се навикнувало, затоа што пак сум толерантен на болка и сите тие ствари, али првично, пошто ми бил цело време као затворен, ми било цело време сейф, имало нешто што да го штити. Сега нема што да го штити. Али знам дека све е навика. And I know everything's gonna get right. Не знам дали ова TMI, валја не е TMI, каз знам дека е нормална ствар. И е дел од моето тело, како што се сите делови од моето тело. И ако мене ме прашуваш, не е ни еден дел од телото срамен, само што некои делови од телото се направени да бидат срамни. Не знам зошто, правично, али валјда е окей што се така направени, зашто ако сите би се шетале секогаш голи насекаде и секој би можел секого да го гледа, може би не би биле толку возбудливи тие екстремитети да се гледаат. And when it comes to чинови кои што се сексуално возбудливи, во свет во кој што не би биле срамни, не би биле возбудливи кога ќе ги видиш, така замисли си сите луѓе надвор што ги гледаш да се секогаш голи, не би било толку возбудливо ако ги гледаш секојдневно, као сите би се навикнале на тоа. Така што, у секој случај мислам дека не е нешто што би требало да биде табу, не е нешто од кое што би требало да се срамам. И едноставно, такво ми било телото, така сум живеел, никој никогаш ништо не ми кажал. Кога мајка ми дозна дека не ми е се ова толку мене регуларно и дека сепак осеќам некоја болка и све, жива се изеде затоа што не ми го отварала толку многу кога сум бил малечок. Али дефинитивно не ја судам тама работа, затоа што пак и она толку знаела. Дури памтам една сцена со татко ми, како ме учи да го отварам, али затоа што као мал бев доста дете што бегаше од стварите и I didn't take the effort да се навикнам на тоа константно отварање, затварање, се со цел за да не ме боли, нели, on the long run, кога ќе ми дојде време да треба да не ме боли. И заради тоа имав таква некоја хиперсензитивност, така што моментално се што ме боли најверојатно е хиперсензитивноста која што eventually ќе морам да ја навикнам, пошто сега немам бегање, сега немам избор. Едноставно кога ќе те фрлат у огинот, тоа е тоа. Иначе имам стварно нормален кур, не е нешто ненормален, затоа што откако дознав дека имам некаков, не би рекол ни проблем, туку нешто што ме кочи во одредени други работи, разговарав со многу другари, као basically со сите другари што ги имам, им кажав за овој не проблем, како да го кажам, заостанување, не толку физичко заостанување, колку психичко заостанување, односно умствено заостанување за ствари кои што не сум ги знаел и не сум ги знаел само затоа што не сум разговарал на овие теми, така што затоа кажувам разговарај на теми, ништо не е срамота.
почни со себе, разговарај со себе. И понатака разговарај со други, со блиски, пошто ниедна информација не е лоша да ја знаеш, али дознав за многу другари кои што имаат иста состојба како мојата, нели, као имаат повеќе кожичка, и некои од нив немале проблем со хиперсензитивност, некои од нив исто така имале проблем со хиперсензитивност и само дознав кој као си го решавал тој проблем, а јас го решавав со избегавање на не толку изложување на надворешниот свет. И тогаш заклучив дека уствари ми е бегање. Дека не сум се соочил со тоа. И сега сватив дека сум бегал и затоа решив да се соочам. Не е дека не го размислував, ама само знаев дека повеќе го чувствувам, затоа што it was about to come. И знаев дека ми е наред дојдено, затоа што не дека ја не би можел да имам деца и со ваков кур. Затоа што пред неколку години си испитав и плодност и све, and I'm totally fine. Али само знаев, почувствав дека ова ми е нареден чекор и не избегав да го текнам. Не дека mindlessly само отидов као со глава од зид, као да, лаво, прави све. Као го размислив, иако малце ме напиња највише мајка ми, затоа што знаеше дека е стварно неправилната одлука, али ја и реков као мамо, живеј, не ме напиња, као пак моје тело е, моја одлука, и само ја замолив, те молам, не се напињај, само помоли се за мене да ја донесам правилната одлука. И ми кажа, стварно ја видов душата, дека стварно од душа го направила тоа, и ми кажа дека стварно се помолила. And here I am. Се надевам дека ја донесав правилната одлука. Литерали 3 минути пред операција. Отворив Reddit да видам кој као се справувал на возрастни години што го правил ова, и Reddit имаш разноразни мислења, али знаеш, кога нешто си решен да го правиш, ги бараш позитивните. Еден да има да ти каже дека има позитивно искуство и 100 да имаат кажано дека има негативно искуство, прислушаш тоа едниот затоа што знаеш дека тоа е твојот пат, као некој reassurance дека не си сам. Тоа ми е Reddit. And of course, as soon as the sunset came out, ми се јавија дека Ивче е добар и се слушнав со Ивче и разбудене и завршена е операцијата поскоро 3 сати од како дознав дека го зеда. Си седев тука на паркингов и се мислев последните 10 минутки, викам, доста време помина. Еве, си развртев сценарија во глава, викам, сестрата ми кажа дека можно е, тоест не дека можно е, туку дека имал претходна интервенција пред Иван, као друга операција or something, па после ќе биде Иван, и си викам, ајде да не бил сепак Иван втор, као да не почнал, не знам, саат време подоцна, као пробував да си најдам објаснување у глава, као зошто волку долго време, според мене, е поминато. А после истото си го помислив дека можно е да чекаат да се разбуди па да ми се јават, заради тоа што тек тогаш ќе бидат сигурни дека се е во ред, па тек тогаш би ме известиле, за да не ми даваат некоја лажна надеж или whatever грешни информации. И само бев трпелива. Имав некој пола саат негде период кај што не space outнав, али не знам, поскролав по mindlessly, гледав што се дешава онлайн. И сватив дека вака не бива, пошто почнувам да се чувствувам дека ја губам присутноста во денешниот ден и се вратив назад на прајање monthly reflection за јануари. И тоаш ми се јавија. Пошто помислив, седам тука на паркинг и си викам, можам да одам да прашам, пошто стварно помина доста време, 2,5 сати, 3 сати. Можам да прашам дали уште трае операцијата, да прашам за извештај за состојбата, и во себе си реков, почекај, биди малку трпелива, можам да прашам, зошто, као верувам дека ќе ми се јават кога ќе е готово.
И ми се јавија и моментално сонценце огреа. Ке се опречекам ивче тука на сонценце. И се слушнавме, ми се јави, бев му годнесов телефонот, се чувме. Одличен е, супер е, ке си поседи сега малце таму и ќе го шетам на сонцево. Grateful. Много grateful. Многу се гордеам со себе што многу сталожено, смирено и со верба ги поминав овие 3 сати у кола, пошто така знам дека I got the best out of the situation и дека сум го дала максимумот од себе за да можам да придонесам за ситуацијава, пошто навидум ова е ситуација кај што работите се вон моја контрола, нели? Ја не сум ни доктор, не сум ни ништо таму, не можам ни да влезам како moral support, туку се што ми преостанува е да чекам и длабоко верувам дека со имањето чиста мисла и чиста душа во овие 3 сати сум придонела да се заврши се како што треба. Односно, така знам дека сум го дала сето од себе што можам да го дадам за конкретната ситуација. И иако во одредени ситуации мислиме дека ја не можам ништо да направам, што менува ја како ќе се чувствувам, као не можам ништо да сменам, пошто нели, it's out of my hands, it's out of my control. Ама не, и мислите што ги имаш и сталоженоста у главата многу повеќе допринесуваат за добро, као и за моето ментално добро, а и за од тоа што јас сум ментално добро испуштам само добра енергија од себе и ја давам, што таа енергија си оди таму каде што е потребна. Моментално беше потребна на Ивче. Те сакам, животе. Водичка после 13 сати. Еликсир. Здраво. Здраво. Те дочека. Ме дочека, фала ти што ме чекаше. Таман Вода. вода. Се напив една чашка, ама они не Јас само знаат волко дека... испив. Они не знаат дека една чашка за мене е Ништо. како една капка. Јас го абсорбирав сето сонце што постоеше, еве затоа сум вака румена. Можам да ти го пренесам. О. О. Го ги праша за делчето? Да, ама не знаат. Вика како сте се договориле со докторот, а ние пошто не се договоривме никаде. Никогаш со докторот? Валјда го немаме делчето. Ништо. Нека тера. Ајде, нека живее. И вика не ми текна унапред да му кажам. Да, не... Не е страшно. Нема Не га ми леле. треба. Ќе Друга правиме. чорба ќе ти направам. Да, ќе правиме супа и без тоа. Да те насам домче. Да ме носиш домче Ој, и да пазиш на дупки. ќе пазам. Празно е денес, ајде. Кога се разбуди, како се разбуди? Они те пробуди или сам се? Не сум сигурен. Немаш појма. Памтиш нешто ага? Стварно не сум сигурен. Можно е да ме разбуди, ама така, некое време бев, си лежев и само чекав некој да дојде. Да те забележат дека Да ме си. забележа дека сум буден. Што ти треба? Да. Полека. Океј, тука сум? Ама кикам, да, само да замолив полека да кочиш. Океј. Не, ти не ме замоли полека да кочам, ти ме замоли на дупки да пазам. Еве вака. Уопште не пази, батали, терај, вози. Анестезијата вака? Како беше се? Диши? Не диши? Не знам, кислород, чиз беше уствари тоа што ми го дада. Анестезијата валјда беше боцкање, не знам. Така почна ми трне фацата после неколку секунди. И им кажа, пошто ми кажа докторот, како кажи ми кога ќе почне да ти се врти, да ти се мути. И ја тоа не го осетив. Само осетив кога почна ми трне фацата, му реков ми трне фацата. Да, ако така треба. Ти ми кажа, ти кажа ми Да, ова те го сега. утешува само. Не знам дека ја само го известив, да знае, пошто ми кажа, да му кажам и тоа беше последно нешто што го осетив. Толку тоа.
И заспа. Да, бе, да. Тоа гадурта немаше, памтиш нешто? Ништо. Немаш ни појма ни колку сати си бил, пошто немаше ни телефон. Да, ма, видов на саат. Да? Се разбудив у 12:30, така што технички после 2 сати се разбудив, а колку време траело, немам појма. Кој е овој на коњу? Кирил и Методи? Немам појма. Дека пред универзитетот? Не беа, они се просветители, не се на коњу. Не се борци. Не ги учеле борците. Како да се борат? Бори се! Делувам кога да умирам за спиење. Ствари сум преспан. Спиен сум 6 сати и после уште 2 сати. Уствари тоа не е преспан, тоа е нормално спан 8 сати. Со тоа што последните 2 сати ми беа анестезија спиење и не знам дали анестезија спиење се рачуна за спиење, дали исто функционира, немам појма. Али мислам дека главната причина зашто ми се спие, технички не ми се спие, туку само ми се врти. Може да сум уште под дејство. Стварно не знам како функционираат овие ствари, знаеш, нека што ти кажав, која е поарно да не знаеш, не мора да знам. Едноставно знам дека се ова еден вид на artificial дроги, али медицина ко медицина. Ако сагам да ги правам овие ствари, не ми останува друг избор освен да им верувам безкомпромисно. Пошто ако не верувам, само си ја зголемувам можноста за нешто лошо да се деси. И тоа ми е еден од стимулите како да верувам. Ки идеш одма или? Се средовкаш. Можам да станам да ти направам место ако сакаш. Сакаш? Какво место? Затоа го спуштиш. Па да ме тресам многу. Позгодно ми е тука, ќе се потресувам ја поише, дека ќе те дрнкам. Нема. Сакаш да тебе да лежи? Ајде легни, бе. Едно за мене. Едно за тебе. И едно да го вратиме назад, за сите тројца. Живе тројца. Кутичето? Добро. Хвала ти многу, Кике. Си тука до мене, што ме однесе, што ме врати, што ме чуваш, што ме пазиш. It was my pleasure. To be honest, не ми ни боли толку колку што ми е само непријатно. Може да не ме боли затоа што сум премногу мирен и у таква положба ми е за да не го мрдам уопште. Али знам дека сега биде ред. Треба за 2 дена да идам да ми ја вадат преврската и као технички не знам дали сега биде ред, ама знам дека сега биде ред. Толку бев сигурен дека ништо нема да ми биде со тоа што се прифатив да работам овие денови, затоа што I don't know, знаев дека сега кога ќе седам дома и нема ништо да можам посебно да правам освен да работам, затоа што нема никако да паднам у искушение да идам да искачам, да се движам, да шетам и комотно можам да се закотвам на компјутер и да работам и да заработам, затоа што сепак ова беше приватно лекување. Порете, приватно лекување што нема никој да ми го плати ако не си го платам сам и можда ќе мислиш дека е лигушење, али јас одбирам да се лечам приватно и одбирам да не се потресувам државно. Знам дека е поскапо, али факет, као само си го запотувам газот, си работам, си заработувам парите и си дозволувам да се лечам приватно, затоа што и приватното, кога ти кажам, не е совршено и кога што ти кажав преска, и за тоа ти требаат барем основни врски. Кога гледам и слушам од луѓе што ги знам што све им се дешава на државно и како тоа чекаат со месеци и месеци за да добијат некаков термин, па и да им одложат и нешто, па да не им испадне како што треба.
и целата хигиена, читај нехигиена, што ја има по државните болници е страшно мизерна и цело време слушам као луѓе што идат државно да се лечат или да се испитуваат или било што, какви страшни причи ми раскажуваат од државни болници, као буквално некни слушнав прича за како се во државна како се тепале надвор, се тепале внатре, као се тепаат. Вика, не, озбилно се тепаат, ми каже другарка, као се тепаат. И не ме ни чуди. Тоа и реков, као, да бе, да не ме чуди, као, знам дека тоа се деша. Со тоа што не е секогаш приватното најдобро, затоа што главната цел им е да земат пари некогаш стварно и можеби и ова им беше, не знам, ми рече можда докторот, да бе, да, оперирај се, можеби му беше главната цел да земе пари, што не мислам дека беше таа ситуацијата, затоа што и сам го осетив, као додека јас сам не го осетам дека е така, кој сака доктор нека ми дојде, нека ме убедува за ствари. Кога знам дека нешто треба, знам дека треба, кога знам дека нешто не треба, знам дека не треба и едноставно не постои доктор кој што може нешто посебно да ме исплаши мене за да ме натера јас да направам таков чекор на операција, како што кажав, стварно ова си го размислив и го медитирав, многу го медитирав, затоа што тоа ми е како another level of размислување, затоа што медитацијата, освен размислување, ми вклучува и чувствување, односно, повеќе ми вклучува чувствување отколку размислување, така што чим сум го почувствувал дека треба да го направам, чекор кој што треба да го превземам, тоа е тоа, као my guts tell me more than my thoughts. Најбитна ствар што ја прашав сестрата, као, ќе можам да седам, така, затоа што не дека нема да можам од тука да свртам, да си земам тастатура, еве ми го маузот, више ми е земен, и да си работам од тука, од лежачка позиција, али знам дека нема да ми биде нешто најкомотно, меѓутоа, чим можам да седам, супер. Ке си седам, ке си работам, знам дека ништо не може да ме попречи тоа да терам напред и да напредувам на било каков начин. Actually, знаеш што ми тегна сега? Сагам да пробам да седнам у лотус или да не се заебавам уште сега. Можем од понеделникова да го пробам, знаеш дека? Ај уште ова, ај уште да тестирам дали и колку ме боли. И ке... Да, ова дефинитивно нема да може. Мојавето ми... Ке си се вратам. Не ми е се едно. Признавам, не ми е се едно. Знаеш што ми е мојавето, тебе, че искрено, сега ти објаснам што е фора, така... Пошто, знаеш, кога е обрежано, ми е како ишишано до згора, мислам, валја знаеш што е сунет. Ишишен ми е до згора и главичката ми е гола, технички сега. Не знам, ако си муж кој го гледаш ово или си женско и знаеш дека твојот муж му е таква главичката, не знам, се што сакам да кажам е дека можеби ова е нормална работа, само што јас си го доживам као невообичаено, затоа што едноставно 29 години од животот сум ги поминал со многу кожа и сега саден ли имам помалку кожа од тоа што сум имал до сега и ми е она кревкото месо, како да го кажам, изложено, многу поизложено и па ја кажам бев спремен на ова и знаев дека ми следува, али затоа што ми е како отворено цело време, ми е така како засушено и затоа што ми е засушено, ми е, не знам, кревко, едноставно чудно го осеќам. Како и да е, не знам, еве, кидам за 2 дена, ќе видам што ќе ми кажат, али мислам дека сега за сега доволно ти кажав, дека све што сакав да ти кажам, ти кажав, све што сакам на сам себе да си кажам, си кажав, све што сакав да си документирам, си документирав, eventually ќе си земам journal и ќе си запишам. И не знам, можда премногу време трошам на документирање на мојот живот на најразноразни начини,
ама кога ги гледам бенефитите од ова документирање, апсолутно не е многу време, затоа што ако не на ова, на што ќе отрошев времето? Пак ќе отрошев на гейминг, на social media или на било каков друг начин на одмор, некаков одмор, кој што не можев да реализнам порано, ама многу повеќе ми ствараше замор отколку одмор и така. Особено сум горд што си имам откажано од тие навидум ствари за пополнување на времето, али јас би кажал за тепање на времето, времето не сакам да го тепам, времето сакам да го сакам, затоа што времето ми е драгоцено. И многу сум благодарен за цело време што го имам на овој свет и стварно сакам да го поминам најдобро што може и тоа е главната причина зашто константно сакам да се подобрувам, затоа што сакам цело време кое што ми е преостанато на овој свет во ова тело и ум да го поминам најдобро што може. Знаеш дека за секад можам да зборам. Фала ти што беше со мене у све ова, фала ти што се интересираше уопште за што правам и како ми е. Фала ти за убавата енергија што ми ја праќаш у моментот додека го гледаш ова. И жал ми ако имаш некакви негативни чувства, жал ми ако некако те згадив. Не знам, сепак се работи за еден најобичен екстремитет од моето тело кој што само е општествено прифатен како срамен, али тоа си е мое, од моето тело, и смогу си го сакам и стварно гледам да го негувам. Изминатиот период пред да ја направам операцијава, пробував, ова не ти го кажав никад, ти кажав дека за сега можам да зборам, пробував да не ја правам операцијата. Значи, стварно давав се од себе да пробам да го извежбам куров, да не имам потреба од операцијава, со тоа што го вежбав. Да ти кажам толку сите детали, стварно ми е тапа да не е тие мај, мислам, мене не ми е срам, мене не ми е глупо. Стварно мене не ми е глупо. Глупо ми е да не ти правам на тебе глупо. Ако ти е глупо, стварно не пробав да го гледаш, како да ти објаснам. Пробав да го отварам и муабетот беше што затоа што имав премногу кожа, кога го отварав ме давеше, ме стегаше. И затоа што со толку многу години не сум го навикнал никад, не ми беше уопште пријатно и правев се што беше во моја мок и претрпував секаква можна болка. Медитирав така со отворен кур, што се вика, го изложував на постепени, не би рекол стресови, затоа што ќе кажам стресови, ама не си го сваѓај како лоша работа, како такви контролирани стресови, за да може да ми се извежба. Меѓутоа, увидов во тој така негде месец и нешто, месец и пол, го правев тој тренинг. Може би беше малце, не знам, али гледав напредок само во моментите. Во било кој момент да прекинев да вежбам, пак ми се враќаше на исто, пак никад не успев да ја ослободам главицата, да не ми ја стега, од што имав толку многу кожа. И тоа беше причината што се одлучив сепак да ја сецнам малце, затоа што сватив дека не бива вака. Као само го малтретирам и ништо добро не му правам. И така заклучив само дека it has to go. И скроз заборев од каде тргна цело овој муавет, така што вајда тоа ми е знак дека доволно беше. Фала ти, стварно фала ти што си со мене. Многу ми значи. И ако треба ти давам како некој совет, како сумација, што ја извлеков од све ова, немој да бегаш од проблемите. Соочи се со нив, пошто твои се. Колку и да ти делуваат негативни или страшни или било што,
дел од тебе се и дел од твојот живот се. И колку повеќе ги пикаш под тепих, уште ќе бидат тука, као тоа не е исчистено. Премногу зборам за човек кој што се уште не му е решен овој проблем, затоа што се уште не знам што ќе се деси, али што и да се деси, мило ми е што ја донесав оваа одлука и мило ми е што си бев храбар на овие години да превземам ваков чекор. Не икам да прекинам да зборам, бе, ај. Среќа па некој ги направил столици да можам да лежам на нив, а научери не си земав, а. О. И вака гледам. Како се осеќаш после 3 часовен неп? Сонот бев уште полош. На крајот на концертот, значи сите си има заминато. А ја пошто нели предрогиран. И се освестувам после некој време и сваѓам дека јас сум на бина. I just realized дека никад не ти кажав као поминав на контролата. Најверојатно затоа што everything went well и докторот каже дека супер поминала операцијата, дека курот ми изгледа супер и тоа е тоа, еве го третирам сега. Веќе можам и да се бањам пошто бев многу гаден, као со денови, колку денови за 2 дена, ева те се не стуширано, ама така гадно се осеќам, разбираш, као после болница не се бањаш, косава ја немав измиено до сега, actually, тоа се повеќе од 2 дена, пошто страв ми беше уште одма да измијам косата. Се викам, не, ама како сега шампонот таму ќе ме тригерне, не знам. не сум толку исплашен и не ме ни боли толку колку што ми е нели језиво, колку што ми е нова работа и знаеш повеќе таква непријатна болка, не знам, веќе одамна се деси долго, одамна што не памтам што све ти јам кажано, али да, добар сум, се хилам, ќе ми помине све што треба да ми помине, ќе се навикнам на се што треба да се навикнам и тоа е тоа, мислам ќе бидам на уште некоја контрола, ама мислам дека многу сум добар. Фала ти што те интересираше ова уопште. Не знам дали стварно не можам да претпоставам од која причина те интересираше и зашто го гледаше ова, али јас знам зашто го снимам, а вајда некад сум кажал дека најглавната причина е затоа што многу ми е убаво кога се навраќам на вакви стари работи, на стари моменти, на стари емоции, као буквално еве пред неколку дена само ми беше значи нема ни недела помината од како ми беше операцијата и од како почнав да го снимам нели ова и сега што ми е у реду и веќе имам заборавено што точно сум кажал, како сум размислувал, како сум се осеќал и ми е многу убаво кога ќе се навратам на овие емоции, така што тоа е мојата причина. Тоа сакаш кажи ми која е твојата причина, пошто actually сакам да знам за тоа што реално ти го давам ова for free, не дека е нешто кој знае што ти давам, ама ти давам стварно дел од мене и би ми било стварно мило ако можам некако по блиску, да речам, да се спојам со тебе, затоа што when I go back, тоа била и
можда првичната работа за која што сум почнал да ги објавувам овие ствари јавно, не знам, ми дава некоја подлабока поента, да речем. И таа е тој дел од мене што го споделувам со кој да сака да го земе, ми дава можност да живеам во многу повеќе тела, во многу повеќе умови, во многу повеќе души, као да се спојам вака дигитално, чим не можам толку лично ова да го раскажам на секој, затоа што јас овие работи ги имам раскажано лично на премногу луѓе. Конкретно е оваа работа е со секој што го знам, сум ја зборел, као мајка ми мислеше дека се срамам нешто, грешно ме сфатила, ама апсолутно не се срамам. Најбитно од се, уствари, е да се грижиш за здравието, да не се срамиш од тоа што си, без разлика дали се работи за некој таков publicly срамен екстремитет, или се работи за било каков екстремитет или интенсен, леле, извини, не знам зборови, внатрешен или надворешен орган у твоето тело, и без разлика дали тој орган е некаков од тие, нели, органи, или е мозокот, или било што, стварно постојат професионалци кои што можат да ти помогнат у тоа, не можеш секогаш се да знаеш сам. Убаво е да се грижиш сам со тоа што, нели, најосновни работи. Ке се храниш здраво и ке вежбаш, тоа ти е грижа за твоето тело, ке си рефлектираш, ке си медитираш, тоа ти е грижа, да речам, за твојот ум, и ке си дозволуваш работи во животот и ке го правиш тоа што навистина сакаш да го правиш, тоа ти е грижа за твојата душа. Меѓутоа, дури покрај тие работи некојаш не успева телото, едноставно има некои надворешни фактори кои што не се во твоја моќ ти сам да ги решиш и контролираш, и заради тоа постојат овие професионалци, наречени доктори, кои што можат да ти помогнат. Знам дека здравството кај нас е катастрофа, really don't like it, какво е, ама тоа е тоа што го имаме, и кога ќе чуеме повеќе мислења од повеќе различни професионалци, тоа е тоа што ќе ни помогне во оформувањето на нашето мислење и што би било најдобро за нас. И не мислам дека е некоја работа од која што треба да се плашиш, затоа што, не знам, и у фамилија, и другари, и премногу, и познани и непознани луѓе сум сретнал у животов кои што се плашеле да отидат на доктори, као брат, од што се плашиш, и најчесто причината од која што се плашеле било да не им најдат нешто, ама брат, тоа е поентата, затоа одиш, за ако нешто имаш, да ти кажат дека го имаш и која е процедурата за да го немаш, затоа што ако е нешто сериозно, можеби брзо или полека да те убие, као сакаш ли да те убие, сакаш ли да ти го убие телото, сакаш ли да ти го убие мозокот, сакаш ли да ти убие fucking душата, бе, пер. Така што немој да се срамиш, и ако треба некој посебен апел за мажите да не се срамат, мислам за тоа што, нели, се осеќаат како појак пол, пошто така им е општествено предодредено да бидат појаки од пол мажите, да не се срамат, особено не за стварите кои што им се уникатни во нивното тело, машко тело, односно, мислам, целиот предел на кур, простата, јајца и сите тие цел, нели, тој предел, и да не ти е ништо, провери се. Можда нова ќе кажеш као, да, тој доктор таму нешто намерно ќе ми најде. Не е ништо страшно, као твоето тело, ако си го одржуваш со стварите со кои што кажав преска, нели, со здрава исхрана и со вежбање, нема да ти го уништи, што и да ти биде, нема да ти го уништи толку брзо. Така што дури нешто да ти најде, ако си го одржуваш мозокот, умот, не би требало таква работа и таква информација да те уплаши тебе одма, дека тебе ти е нешто, или да ти створи тебе некакви мислења, едноставно ти дава некаков heads up. И тоа е тоа, одиш нареден доктор, одиш, сам се испитуваш, сам дознаваш ствари за себе. Едноставно, се што сам да кажеме, биди послушен од кога професионалец нешто ти кажува, и биди искрен со сам себе за како на вистина се осеќаш. Не може
тие сите информации кои ќе ги собереш едноставно не може да бидеш излажан. Кога не се лажеш сам себе, како на вистина се осеќаш, мислам, знам дека ти сигурно ќе се осеќаш како да бе, да, јас сум јак, нема врска што имам рак, ме разбираш, као ја ќе живеам, да, окей. Третирај се. Нема поздрава работа од тоа да се третираш. Затоа што некои работи можеби не се лечат, едноставно само се третираат. Јас еднаш имав снимено видео за чекај само да не се. За цицките мои, за која ми имам кондишн на цицките, ама никад не го објавив. Јеби га, не му било време, не му било место. Така што некад ќе ти раскажам и за тоа, ама ете пример, една работа која што ја имам, која што до сега само сум ја третирал, не сум успел да ја излечам и само дури последниот доктор ми кажа, брат, треба сам да си откриеш што ти е и од што ти се дешава ова, кога никој не може да ти помогне. Значи стварно имам многу rare condition и до сега сум го третирал и само си се надгледувам, како да кажам, за да си открием точно што ми одговара во мојот живот, затоа што сечие тело е различно, сечи живот е различен и различно реагира на различни околности. И затоа не може само некој доктор, као тој доктор можеби не те ни лаже дека ти е нешто, туку тој едноставно има информации кои што ги учел можда на факултет, има информации кои што му се примери од претходни пациенти и тоа е се што знае да ти каже, тоа е што it's up to you да си се истражиш убаво и да си се грижиш за себе и кога ќе ги собереш и ти исто така сите овие информации плюс информациите кои што ти се од сам себе интуитивно, кои што ќе ти дојдат без да се лажеш, тоа е многу големо, онака со 3 црти подвлечено, без да се лажеш, нема никогаш да сгрешиш што ти е и стварно секогаш ќе бидеш здрав. Не е некоја комплицирана работа, не е ни едноставна, али мислам дека е во ред да ти стане дел од твоето секојдневие, пошто никој нема да ти помогне ако не си помогнеш сам. Пичку матер, for fuck's sake, зашто се осеќам волку емотивно кога треба да го стиснам стоп копчето и да прегинам да снимам, не знам, едноставно секад за секогаш ќе имам уште работи да ти кажам, али еве, ќе ти оставам и на тебе нешто ти мене да ми кажеш, стварно имаш доле коментари, стварно што сакаш пиши ми, ништо не си сваѓам лично, ако и да ми кажеш свати си го ова лично, нема да си го сватам лично, така што стварно опушти си ја душата и кажи ми што и да мислиш, не се навредувам од никакви ствари, не се срамам од никакви ствари, очигледно. Ако не ти е јасно нешто од ова, слободно пиши ми на Инстаграм, некад ми требаат неколку дена да видам, пошто не седам многу јас на социјални мрежи, али евенчуали ќе ти вратам, влези и уствари get better, моментално тоа е се што имам од некакво комјунити, али наскоро ќе имам нешто повеќе, ќе ти кажам дополнително за тоа. Зашто не сакам да прекинам да зборам? Ајде, прекинам да зборам, те сакам, многу те сакам, и тебе те сакам, сите те сакам, чао.